Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 50 до 60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: каде оди Македонија или што понатаму? На 21-22 јуни ќе треба да се знае дали Бугарија ќе го трне или ќе го остави ветото за отпочнување на пристапните преговори на Македонија со Европската унија. И тоа се два клучни датуми, почитани гледачи. И не влегоме во некое дежаву сценарио, некое слично сценарио кое беше пред 29 години. И тогаш, како и сега, Португалија председава со Европската унија, тогаш со Европската економска заедница. Тогаш доаѓа таа Лисабонска декларација. Таа Лисабонска декларација значеше дека Македонија може да стане членка или да ги почне преговорите со Европската економска заедница и да биде призната како независна држава, ако во зборот на државата или во името на државата не е содржан зборот Македонија. Тоа е суштината на Лисабонската декларација. После таа Лисабонска декларација, тоа е пролетта, летото 92 година, Македонија влегува во една сериозна политичка криза. Паѓа владата на Нино Клюсев, тоа е почетокот на јули 92 година. Лјупчо Ѓорѓевски добива мандат да формира нова влада, не може да формира нова влада, го враќа мандатот. Перо Гошев добива мандат да формира нова влада, некаде почеток на август го враќа мандатот, ја дава она легендарна реченица, изјава дека не е политичар за еднократна употреба. И мандатот останува кај СДСМ, СДСМ го дава мандатот на Бранко Царенковски, кој тогаш е прв човек на СДСМ. Септември 92 година Бранко Царенковски како најмлад премиер во македонската историја до тогаш ја формира македонската влада. Значи со помош на Лисабонската декларација, Бранко Царенковски на голема врата влегува во македонската политика и стана најмлад премиер во историјата на Македонија, таа 92 година, септември 92 година. Значи Македонија поминува една сериозна политичка криза. Затоа велам, сега лесно може да ни се случи некоја дежаву ситуација. Ако сега Македонија на 21-22 јуни не добие или не биде одблокирано бугарското вето, не биде елиминирано, не биде трнато бугарското вето и не отпочнат преговорите на Македонија со Европската унија, Македонија може да влезе во една сериозна политичка криза. Може да бидат изгубени најмалку 1,5 до 2 години. Бугарија чекат избори, ќе има избори почетокот на јули, па ќе има председателски избори. Јас не верувам дека на изборите во јули нешто драматично може да се промени во структурата на гласовите или на мандатите во бугарскиот парламент. Повторно бугарите ќе имат проблем како да ја формираат новата влада. Може и лесно да се случи за половина година, една година повторно до некои нови превремени парламентарни избори. Германија во септември ја чекат избори. Од политичката сцена се заминува Ангела Меркел после 16 години, најмокната жена во Европа. На пролет наредната година има избори во Франција, Емануел Макрон брка втор мандат. Во такви услови никој нема да размислува на Македонија, да не заборава. Идната година има избори во Унгарија, во Маđарска, каде што Виктор Орбан ќе се бори за опстанок на политичката сцена. Те избори во Унгарија и во Маđарска се многу битни за политичките разврски во Република Македонија. Не само поради политичкиот азил на Никола Груевски, туку и поради тој процес на финансирање на унгарските медиуми во Република Македонија. И што е клучно, на 1 јули Словенија го добива председателството или преседавањето со Европската унија. Од 1 јули до крајот на оваа година на чело на Европската унија е Словенија. Гледате што му се случува на братот во наводници Јанес Јанш. Пред 2 дена 40.000 луѓе протестираат против него на улиците во Љубљана. Јанес Јанш тоа го дефинира како обид да се фрли сенка врз прославата на 30 годишнината од словенската независност и како второ да се фрли дамка на председателствувањето на Јанес Јанш и на Словенија со Европската унија. Нема да сакат левите структури во Словенија да му дозволат на Јанес Јанш да има еден чист мандат во наредните 6 месеци и така да ја круниса својата 30 годишна политичка кариера како човек на чело на Словенија, на чело на словеничката влада која е председателствува со Европската унија. Во еден таков композит, во еден таков спектар на односи, Македонија сигурно ќе изгуби 1,5 до 2 години. Можеме само да предпоставиме како ќе се мултиплицират политичките односи разврски во Република Македонија. Јас се плашам од некоја дежаву ситуација. Тоа што ни се случи во Лисабон 92 година, да ни се случи сега со Лисабон, со Португалија и нивното председателствување со Европската унија 2021 година. И знаете што ни се случи нас после Лисабон 92 година, почитани гледачи? Влегуваме во една политичка апатија, во еден политички очај, една политичка резигнираност. Бидејќи Европа, тоа се пишува оние графити
по скопските улици Европска економска заедница еднакво на Вавилонска курва. Значи тоа беа пораките кои се пишува као графити по скопските улици, еден очај, еден безизлез, што е својствено за македонската историја. И солунските атентатори, и се оно што се случува во македонската историја, и она легендарна изјава на Даме Груев, дали е подобро да има ужасен крај или ужас без крај, нас не се случува таа 92 година. Во еден таков политички амбиент доаѓа предлогот на Тодор Петров. Тодор Петров тогаш е пратеник во македонскиот парламент, избран е како независен пратеник од Гевгелија, и тој го дава предлогот новото знаме на Република Македонија, значи тоа е после Лисабонската декларација, новото знаме на Република Македонија да биде знамето од Вергина, односно знамето од Кутлиш. И во знак на револт, што ни прават грците, тие не спакува Лисабонската декларација, каде што нас не категорично кажа дека можеме да бидеме признати како независна држава, ако во името на државата не е содржан зборот Македонија, значи во знак на еден револт, во еден пркос, ние всушност го збираме тоа знаме. По една година го менуваме тоа знаме, го добиваме ова ново знаме, кое е сега во Република Македонија, и автор на ова ново знаме е човекот кој можеби најмногу го плюкате, тоа е Мирослав Грчев. Мирослав Грчев е автор на ова знаме кое сега функционира во Република Македонија и за кој имаше најмногу протести кога станува збор за дресот на фудбалската репрезентација на Република Македонија, дали не ви се допаѓаат тие нови дресови, бидејќи го немало знамето на Мирослав Грчев. Еве сега ги вратија тие дресови. И тоа се случува 92 година. Во една или две интервјуа Стојан вели дека во знак на една драматична разочараност пратениците во македонскиот парламент го изгласува знамето од Кутлиш, го изгласува знамето од Врагина, иако тој и Тито Петковски, една друга структура на пратеници во македонскиот парламент, ги предупредува дека тоа може да ги закочи македонските преговори со Грција и тој процес на прогласување на независност на македонска држава, и тоа навистина се случува. Грција подоцна тоа знаме од Кутлиш го користеше како крунски доказ дека Македонија сака да присвои дел од грчката историја. И подоцна не моравме се вратиме, тоа што го плюкавме, да почнеме да го лижиме. Тоа е македонската реалност, тоа е карактеристично за Македонија. Ние влегуваме во такви некои амплитуди на расположение. Во знак на револ правиме одредени работи, тоа најчесто го правиме кога сме во одредена апатија, политичко, обществен, државни, така натаму и така натаму. Јас се плашам и дека сега можеме нешто слично да направиме. Повторно, влегувајќи во одредена политичка апатија, да направиме промена на нашата стратешка позиција, да ги смениме стратешките позиции на Република Македонија, стратешките координати на Република Македонија. 92 година тоа го направивме, едва и некако се извлековме, а подоцна се доаше 2008 година Букуриш, повторно ние во знак на некој револт правивме одредени постапки, ја тужевме Грција, добивме Грција на судот во Хаг и така натаму, и ништо тоа не се реализираше. Затоа велам, сега можеби да не се случи некоја дежаву ситуација. Ние повторно ни се еден процес на една тешка политичка апатија да влеземе во некои сериозни политички промашувања. Кога станува збор за Тодор Петров, само 2 или 3 до објаснување. Тодор Петров е првиот човек кој затвара тогашната граница на СФР Југославија и Грција. Подоцна Грција тоа го користат како крунски доказ дека и тие имаат право. Ако Македонија прва има затворено границата, има блокирано границата на тогашна СФР Југославија кон Грција, тоаш може да го направи тоа исто и Грција во времето на Андреас Папандреу и да стави вето и да ја блокира границата кон Грција и Република Македонија. Тодор Петров станува независен пратеник од Гевгелија и неколку години подоцна станува прв човек на Светскиот македонски конгрес. Светскиот македонски конгрес тогаш и Светскиот македонски конгрес сега се разлика од ден и ноќ. Немат ништо заедничко. Тоа беше една мокна институција која ги собираше сите крупни бизнисмени и се што вреди од македонската диаспора, и сите тие беа вклучени во процесот на признавање или на лобирање за независноста на Република Македонија. На чело на Светскиот македонски конгрес доаѓа Џон Битов, еден од најбогатите македонци, масон од 33 ред, со потекло од Егејска Македонија, кој живее во Торонто во Канада, кој има огромен бизнис, и тој е член во својата младост на Македонско-патриотичката организација или на МПО. Тој е курирот на МПО, кој секој месец или на неколку месеци му носи пари на Ванчо Михајлов во Рим. И тоа не го негира. Има една интересна среда, тоа ја раскажува Никола Груевски. Тој се среќа со Џон Битов некаде пред 10-15 години, кога е премиер на македонската влада. И Џон Битов му раскажува како одел неговиот разговор со Ванчо Михајлов, како Џон Битов го прашува Ванчо Михајлов кој го убива Тодор Александров, и Ванчо Михајлов признава дека тој ја дава наредбата, тој ја дава нарачката да биде екзекутиран Ванчо Михајлов.
Никола Груевски се враќа во Македонија, го праќа Зоран Тодоровски, покојни Зоран Тодоровски, да оди во Торонто и да го сними или да ја сними таа изјава на Џон Битов. Ја снима таа изјава на диктафон, се враќа во Република Македонија и наводно диктафонот бил расипан. Однесен диктафонот во македонската радиотелевизија, во македонското радио, да биде направен обид да се симни тој разговор од лентата која е расипана на диктофонот. Тоа не било успешно. Се праќа втор човек во Торонто и во Канада, уште еднаш да ја сними изјавата на Џон Битов и тој се предомислува. Таков човек, еден масон од 33 ред, Тодор Петров, успева да порази и Тодор Петров тамо нека 94-95 година станал прв човек на Светскиот македонски конгрес. Битно е за ова приказ да знаете како се прават работите, како се случуваат процесите во Република Македонија и како може да се случат политичките разврски во Република Македонија во услови кога Македонија се соочува со одредена политичка патија и со политичка криза која тропа на незината врата. Да се вратиме на темата за Лисабонска декларација и на темата што ќе се случи ако на 21 или на 22 јуни не се елиминира бугарското вето за отпочнување на пристапните преговори на Македонија со Европската унија. Можете ли да претпоставите, почитувани гледачи, која ќе биде нервозата во Албанија? Албанија, албанците сега сметат дека направиле се, дека реализирале мирни, фер и демократски избори пред 1,5 месец и дека Албанија сега заслужува да ги отпочне преговорите, направила и судски реформи, све што било барано од Албанија, и дека Албанија сега треба да добие почеток на преговорите со Европската унија. Албанија веќе членка на НАТО. Можете ли да претпоставите каква нервоза не само кај албанците во Албанија, туку кај албанците во Македонија и кај албанците во Косово може да се јави ако Албанија биде блокирана во пакет со Македонија или поради Македонија која е блокирана, која има бугарски вето, Албанија не ги почне преговорите со Европската унија. И ако ние влеземе во процес на решавање на косовското прашање, прво се губи Албанија, Албанија ќе има многу мал маневарски простор поради внатричните политички прилики, бидејќи тамо ќе се јавува политичка нервоза, дека Албанија не ги почна преговорите со Европската унија, Албанија ќе има многу мал маневарски простор да врши притисок врз Косово во еден процес на преговори за независноста на Косово или на решавање на српско-косовските прашања, кој веќе не е ставен на маса. Овие нон-пейпери се всушност увертира вовед во решавање на косовското прашање на Балканскиот полуостров или глобалното решавање на српското и албанското прашање на Балканскиот полуостров. Можете ли да претпоставите која ќе биде реченицата или кој ќе биде одговорот на Александар Вучич ако му се понуди да биде кооперативен во процесот на решавање на косовското прашање, да добие некоја заедница на српски општини, така наречено Северно Косово, да потпиши прекјутно признавање на независноста на Косово, а Србија да добие датум за преговори или да добие членство или да добие ветување за членство во Европската унија. Па првата работа што ќе каже Александар Вучич, македонците го сменија името, ги лажите 3 години дека ќе им дајте датум за преговори и вие не им дадете датум за преговори. Кој ќе ги убеди србите дека треба да прифатат признавање на Косово, иако како што вели Вук Драшковиќ, тие го имат изгубено Косово, го имат изгубено Косово уште во времето на Балканските војни, или како што вели тој, во времето на Косовската битка србите биле доминантни на Косово, но после Балканските војни србите никогаш не биле доминантни на Косово, немале ни 10% од населението на Косово. Иако го имате изгубено Косово, тешко дека некој во Србија ќе стави подпис на признавање на независноста на Косово. Како вие ќе ги убедите србите? Ќе им речете, ќе ви дадеме датум за преговори, само вие подпишете признавање на независноста на Косово и ќе станете членка на Европската унија. Па тие гледат што се случува 400 километри северно од нив, односно јужно од нив. Македонија го продава, го дава, се договара за промена на името и не добива датум за почеток на преговори со Европската унија. Вие сега ќе ги убедите во Белград, ќе убедите некој од политичката елита во Белград дека Европската унија е принципиелна и дека Европската унија ги почитува тие работи или тие ветувања што ги дава. Па на примерот на Македонија се гледа целата непринципиелност на Европа. Немаше политичар од висок ранг од Европа, од Америка, кој не дојде пред референдумот 2018 година на 30 септември, да не е ветува на Македонија дека ќе стане членка на НАТО и дека ќе ги почне преговорите со Европската унија. И македонците на еден кљакав начин на референдум не изгласа, а подоцна во парламентот беше изгласана промената на името. И веќе не сме Република Македонија, сега сме Република Северна Македонија. Јас одам на сите оние интервјуа што ги правам во странство, ги убедувам луѓето, ги коригирам луѓето, им велам ке ве молам, немојте да не нарекувате Република Северна Македонија, тоа е навредливо за нас, но реалноста е дека ние сме Република Северна Македонија. Како така е сменето името? Не е на референдум,
Тоа е заслуга на македонскиот народ, меѓутоа македонскиот парламент не сменето името, ние сме Република Северна Македонија. Македонија се завршува својата задача, тоа е еден болен процес, тоа е еден мизерен процес, процес од кој не е среќен никој во Република Македонија и Европа не ги исполнува своите ветувања. Европа не дава датум за преговори или почеток на преговори. Зошто? Бидејќи Бугарија сега смета дека ние сме сршти народ и дека ние за да ги почнеме преговорите и за да биде трнато тоа бугарско вето, ние треба да прифатиме дека имаме заедничка историја, дека имаме заеднички идентитет до 45-та година, дека имаме заеднички корени, дека имаме заеднички историски личности и така натаму и така натаму. Да влеземе во еден процес на самоништење. Тоа е принципиелност на Европската унија. И сега доаѓаме во еден сериозен проблем. Таа Европска унија, поради ветото на Бугарија, не ја блокира само Македонија, ја блокира и Албанија. Го блокира решавањето на албанското прашање на Балканскиот полуостров. И таа Албанија ќе има мал маневарски простор да врши притисок. И така се лоши односите помеѓу Еди Рама и Албин Курти. Сега Еди Рама ќе има многу мал маневарски простор да врши притисок врз тврдоглавиот Албин Курти да попушти нешто во преговорите со Србија. И од друга страна, како ќе убеди Србија, како ќе вети на Србија, бидете кооперативни за Косово и ние ќе ви дадеме датум за преговори. Како ќе им дадете датум за преговори, исто како ќе давте на Република Македонија. Тоа е политичката агонија во која влегува не само Македонија поради бугарското вето, туку целото јужно крило на НАТО, целата таа стратегија на американците, бидејќи овде првата линија на огнот, како што тоа го дефинираше поранешен државен секретар господинот Кери, сега американците сакаат по секоја цена регионот да го вклучат прво во НАТО, а подоцна и во Европската унија. Гледате што се случуваше во Црна Гора во времето кога Црна Гора стануваше членка на НАТО, кога Црна Гора ја почнуваше преговорите со Европската унија. Каква една хистерија од Србија, од Русија се случува во Црна Гора. Нешто слично ќе се случи во Република Македонија. Ако Македонија не добие, не биде трнато бугарското вето на 21 и 22 јуни, влегува во сериозна политичка криза. Не влегува со Македонија, влегува целиот регион и тоа е она што треба да го запамтите, почитувани гледачи. Некој преку Македонија всушност сака да го дестабилизира целиот регион. Не сега да ја плашам, почитувани гледачи, меѓутоа ако не биде трнато бугарското вето, ќе биде многу кршливо во Македонија, ќе биде многу кршлива политичката, безбедносната, секаквата друга ситуација во Република Македонија. Ке се конфронтира двете стратегии. Стратегијата шарење или обоени револуции, преку која стратегија американците и Вашингтон ги именуваат непослушните влади или владите кои не имаат да не спроведат политика која тие сметат дека треба да биде спроведена, и ке се судри стратегијата на Русија преку хистерија, преку лажни вести, да се прави одредена политичка хистерија и да се прават одредени политички разврски во одредена држава. И ние имаме конфликт на тие две стратегии во Република Македонија. И ние тој конфликт го гледаме. Тој конфликт е видлив. Од една страна Зоран Заев со помош на шарената револуција и таа американска стратегија доаѓа на власт во Република Македонија. Целата стратегија почна да се реализира 2015 година, добива своје финале после тие настани во македонскиот парламент на 27 април 2017 година и Зоран Заев станува власт во Република Македонија. И сега ни се случува реализација на руската стратегија. Преку еден цел спектар на лажни вести да се прави одредена општествена и политичка хистерија и преку таква политичка хистерија да се влегува еден процес на можни политички разврски во Република Македонија. Институтот ИФИМЕС таа операција нарече конски скок. Според ИФИМЕС станува збор за 160 портали, можеби се повеќе портали, не мора да е точна бројката од 160, сигурно не се помалце, можеби да се повеќе од 160 портали, кои се вмрежени во еден систем на продуцирање на лажни вести и преку продуцирање на лажни вести да се прави политичка хистерија, да се прават политички тензии во Република Македонија. Според ИФИМЕС, финалето на таа операција треба да биде враќање на власт на Никола Груевски. И тука не се согласувам со ИФИМЕС, мислам дека ИФИМЕС тука ги промашува работите. Добро ја дава конструкцијата, добро го поставува цоклето или ги поставува темелите на анализата, меѓутоа во финалето на анализата ја промашува целата анализа. Не е суштината на целата анализа враќање на Никола Груевски на власт во Република Македонија. Никола Груевски може да биде вратен во Република Македонија само спакуван во гепек и истоварен пред македонската граница. Македонските разузнавачки служби и пријателските служби на македонските разузнавачки служби очигледно го знаат секој чекор на Никола Груевски и овие повремени фотографии кои се пуштат на социјалните мрежи како Никола Груевски пие кафе со некои плави дами, господи во Будимпешта,
кај да се движи, што прави и така натаму. Всушност се пораки до Никола Груевски дека секој негов потек, секој негов чекор не само што е следен, туку дека македонските разузнавачки структури и нивните пријателски служби можат во секој момент Никола Груевски да го спакуваат и да го вратат во Република Македонија. Да го истоварат на Тамановце пред македонската граница. Бидејќи македонските структури, а и пријателските служби имат информации за движењето на Груевски во Унгарија, за движењето на Груевски во Словенија, за движењето на Груевски во Словачка и за движењето на Груевски во Хрватска. Значи има точни информации што прави, каде се движи, со кого комуницира и што планира да направи во наредниот период. Затоа велам, таа стратегија на ИФМС дека финалето на операцијата Конски сок треба да биде враќање на Никола Груевски на власт во Република Македонија не е точна. Никола Груевски може да биде вратен во Македонија само спакуван во ГПК и истоварен пред македонската граница. Но целата таа стратегија на постоење на повеќе од 160 портали кои се вмрежени во една мрежа и кои продуцираат лажни вести, тоа не може да го направи, почитувани гледачи. Ниту ВМРО ДПМН, ниту Христијан Мицковски, ниту Свети ВМРО ДПМН, ниту Никола Груевски. Тоа не може да го направи, ќе се дозволам да кажам, ниту Унгарија на Виктор Орбан, ниту мокните унгарски служби, ниту мокните унгарски олигарси не се во состојба да испланират, да финансират и да спроведат на таква операција каде што повеќе од 160 портали се вмрежени во еден систем на производство на лажни вести и производство на една политичка хистерија во Република Македонија. Тоа може да го прават само мокни служби од форматот на руските служби и уште неколку други служби во Европа и во светот. За целата оваа операција може да стојат само неколку мокни служби во светот, бидејќи не се американците, бидејќи не се британците, тогаш по логиката на нештата може да бидат или французите, да бидат или русите. Мислам дека русите имат најмногу шанси, бидејќи русите победат во таа сајбер војна со Америка. Американците немат како да им парираат на русите. Ако третата светска војна е сајбер војна, некаков биотероризам кој сега не се случува во светот, тогаш русите и кинезите успеваат да ги поразат американците. Тука е мокна иранската служба и тоа се трите структури, нели, кои пред изборите во Америка се посочуваа како можни политички, разузнавачки милија и структури кои може да направат промена во американската политика. Тие структури 2016 година победи на изборите во Америка. Инвестира во Доналд Трамп и го донесо Доналд Трамп на власт во Соединетите американски држави. Бидејќи американците да видат како тоа функционира, 4 години подосна се организира и успеа да ги спречат налетите, успеа да ги спречат обидите, повторно на исти начин Доналд Трамп достане на власт во Соединетите американски држави. Меѓутоа, на Балканскиот полуостров, во Република Македонија, таа сајбер војна помеѓу американците и русите, убедливо е да добиваат русите. Иако амбасадорката на Америка во НАТО вети 1 милион евра или 1 милион долари помош против таа сајбер војна и тоа руско влијание во Република Македонија, или тоа што Помпео го имаше кажано пред 3 години, дека Македонија треба да внимава на 3 работи. Прво, не може да зима или да добива кинески коруптивни кредити. Како второ, руските ботови нема да ја водат власта или владата во Република Македонија. И како трето, енергетски Македонија преку Грција да се поврзи со Израел. Значи, руските ботови беа клучни во таа изјава на Мајкл Помпео, тогашниот државен секретар. И американците да атари Република Македонија да се бори против целиот тој спектар на лажни вести. И Македонија не мокна да се бори против тој спектар на лажни вести. Русија успева на тлото на Република Македонија да ја добие таа војна. И целата оваа хистерија која сега се случува, гледате тоа мрежување на сите тие руски ботови. Еве напишете еден текст, еден пост на социјалните мрежи за Путин, за Русија, за било што. Ке видите како одеднаш 200-300 луѓе, како ајкули ќе ви се нафрлат да го бранат Путин. Пред 2 дена имав за Радован Караджич напишено. 200 луѓе дојда да го бранат Радован Караджич, дека ја бранал својата држава, дека бил лидер, дека бил лидериште. И така почитувани гледачи, ние влеговме во еден многу лош филм, кој србите едва и успеваат да се ослободат. И тие се влезени 20 или 30 години во тој филм и некако пробуваат да се ослободат, но ќе им биде тешко. Ние сега влегуваме во тој филм. Неколку години сме во тој филм и ќе не биде ќе поминеме еден многу болен процес во Република Македонија. Таа социјална и општествена хистерија која се прави на социјалните мрежи, таа хистерија може да ја ничко со Република Македонија. Ние можеме да се согласуваме за некоја влада, можеме да не се согласуваме за некоја влада. Некоја влада повеќе ќе сакаме, некоја влада помалку ќе сакаме. Некоја влада ќе биде поуспешна, некоја влада ќе биде понеуспешна. Меѓутоа суштината е
што ние сакаме. Ние постојано кажуваме што ние не сакаме. Ние не сакаме ништо. Ние не сакаме ништо што е ново. Гледате како ние се мобилизираме пред се што е ново. Дали се тоа учебници, дали е тоа дресот на репрезентацијата, дали е оној несреќен Гарванлиев кој не представуваше на Евровизија. Гледате каква социјална хистерија, каква социјална омраза ние успеаме да продуцираме во рок од неколку дена. Ние сме родени да мрзиме. Значи, мислам дека треба да ја смениме конфигурацијата на размислувањата. Ајде да почнеме да размислуваме што ние сакаме. Ние знаеме што не сакаме ништо. Ние не сакаме да се смени светот. Ние сакаме да останеме во минатото. И сега дилемата во која година на минатото ние треба да бидеме вратени? Да бидеме вратени во времето на Јосип Брз Тито? Добро, не можеме да го станеме од гробот Јосип Брз Тито, но ќе го донесеме внук му на Јосип Брз Тито. Пред 2 емисии имаше интервју за емисијата во Центар. Го знам човекот, му имам телефон, ќе го вратиме внук му на Јосип Брз Тито. Така ќе замрзнеме ситуацијата во Република Македонија. Каде ќе оди Република Македонија? Ќе оди кон 21 век или ќе се врати во 20 век? И тоа е наша одлука. Да, и мене не ми се допаѓаат дресовите. Може би ми се допаѓаат поише дресовите на Германија, но тоа не е битно. Ние не можеме пред секој важен настан да правиме таква општествена хистерија, да ставаме таков товар на фудбалери, на луѓе кои не представуваат на Евровизија, учебници, власти, така натаму и така натаму. Бијќи тоа не води никаде. Во еден временски период оваа држава ќе почне да размислува како да им помага на успешните, а не цело време ние да се бавиме со неуспешните. Владата сега, преку корекција на некои своји политики, реагира општественото милје, па тие одговарат на таа реакција и го прифаќаат гласот на јавноста, како што велат, реагира за дресовите на репрезентацијата и го прифаќаат таа реакција за дресовите на репрезентацијата, ја менуваат одлуката, па не знам менуваат одлуката во однос на дивоградбите, легализацијата на дивоградбите, и тоа владата сака да го прикажи како политика и стратегија дека таа слуша што говори народот. И та почитувани гледачи, не е битно вие секогаш да го слушате народот што кажува. Битно е вие да го водите народот, да бидете лидери. И кога мнозинството ќе биде против вас, а вие верувате во својата политика, вие верувате дека таа политика е исправна, ќе одите и ќе газите, ќе ви се приклучи мнозинството. 30 години оваа држава се занимава како да им помогне на неуспешни фирми, неуспешни поединци, неуспешни спортски клубови. Па целата стратегија од 1991 година е како ние да им помогнеме на загубарите, на фирмите загубари во Република Македонија. Па се фрлија стотици милиони марки, стотици милиони евра да им помогнеме на 25 загубари, на Железара, на Охис, на не знам кои свои фирми кои работат со загуба во Република Македонија. Можете ли да претпоставите, ако тие стотици милиони марки или евра ги дававме на успешни луѓе, ги дававме на успешни фирми, каде ќе беше денес Република Македонија? Тоа е суштината која сакам да ви ја кажам. Правејќи социјална хистерија, правејќи политичка хистерија, вие на власт од секои избори, наредни избори носите се по-неуспешни политички гарнитури. И тоа што сме сметале дека е неуспешно 92, 93, 94 година, сега е злато во споредба со тоа што е денес. И преку таа социјална хистерија, ако продолжи таа социјална хистерија, а таа се стимулира од овие руски ботови, тоа е тој конфликт на шарени револуции, кои се всушност стратегијата на американците како да ги минуваат властите во светот и на Балканскиот полуостров, и стратегијата на лажни вести и правење на социјална хистерија, зад која стојат русите. Тоа се два концепти, тоа се два модели, и тие се во конфликт во Република Македонија. И ако ние прифаќаме дека шарените револуции не се добра стратегија како се менува власта, тоа го гледаме не само во Македонија, тоа го гледаме во Украина, тоа го гледавме во Србија, дека власта мора природно да падне, без разлика колков е режим, без разлика дали е авторитарната власт, таа мора природно да падне. Во еден момент ќе им досади на луѓето, ќе им збоктиса на луѓето. Гречат, да, режиме, да, дава пари, да, нефинансирано, не сакаме да живееме во таков режим. И ќе го турна тој режим, како што ќе направат унгарците со Виктор Орбан, дали ќе направат идната, дали ќе направат по некоја наредна година. Меѓутоа тоа се случува, тоа не може да трае вечно. Меѓутоа шарените револуции преку кои се менуваат такви власти прават многу поголеми штети отколку што прават самите власти кои владат на еден таков авторитарен, на еден таков диктаторски начин. И вториот модел е правење на одредена хистерија, социјална хистерија која спроведуваат русите. И тоа исто така опасен, и тоа исто така штетен модел. И ако велам штетни се шарените револуции, исто така штетен овој модел. Ние не смееме да имаме двојни стандарди.
Да, шарените револуции се штетни, ама рускиот модел не е штетен. Не, двата модели се штетни. И ако ние сме принципиелни, не прифаќаме ни шарени револуции, не прифаќаме ни една социјална хистерија, која руските ботови, финансирани од Константин Малефеер, ја спроведува во Република Македонија. Мало до објаснување. Не имаме таа групација завиша филм. Таа групација завиша филм, кој е всушност едно разузнавачко и политичко подземје во Република Македонија и кој е главниот генератор на тие лажни вести во Република Македонија, е блиска со француските разузнавачки и посебно блиска со руските разузнавачки структури. Пред еден месец министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски рече дека ќе го преиспита работењето на одредени припадници на безбедносните структури, сегашни и претходни, како функционирале, како доаѓаат до информации, како ги продаваат тие информации, што прават со тие информации, како тие информации излегуваат од Министерството за внатрешни работи, како направиле капитал, како од Сингелич дошле да живеат на водно во станови од 300-400 илјади евра. И Оливер Спасовски тоа нема да го направи, почитани гледачи. Ќе му оставиме уште 10 дена да видиме што ќе направи. Оливер Спасовски или нема капацитет, или е уценет, или двете структури, структурата на Завиша филм и структурата на Оливер Спасовски, располагаат со информации едни со други или едни за други и се држат фигуративно кажано за гуша едните со другите, имат воспоставено некоја рамнотежа на ненапаѓање. Затоа велам, таа структура на Завиша филм која е блиска до француските структури, е посебно блиска до руските структури, всушност тоа е едно те исто. Бидејќи вие ако се работувате со руските структури, тоа ви објаснав, руските структури велат за да останете безбедни, треба да се врзите со некоја мокна разузнавачка структура од западните држави. Во сегашната констелација на односите Завиша филм не може да се врзи за американските структури, не може да се врзи за британските структури, не може да се врзи за германските структури. Единствено празно место им останува да се врзи за француските структури, а главната соработка им е со руските структури. Сите овие информации кои се дават, сите информации кои се добиваат, всушност се добиваат преку руското милје, руското разузнавачко милје, руското подземје во Република Македонија. Оливер Спасовски вети дека ќе расчисти со тоа и нема да расчисти, нема капацитет. Не сака или уценет, не е битно, но нема да расчисти. Ќе му оставиме 10 дена Оливер Спасовски да го исполни тоа ветување што го даде не на национална телевизија, меѓутоа јас не сум оптимист дека нешто ќе направи во однос на тоа прашање. Влегуваме во жариштето, во срцевината на нашата вечерашна политичка анализа. Вчера беа организирани протести за ослободување на уставобранителите. И точно знаев дека тие протести ќе бидат промашени, и точно знаев дека тие протести ќе бидат слабо организирани. И имаше неколку елементи кои кажува дека тие протести ќе бидат слабо организирани, ќе бидат намерно саботирани. Неколку дена пред протестите беше извадена аферата, големата афера. Брифинг со новинарите има Христијан Мицкоски, на која промовира таа афера за рекет вреден 250.000 евра и дека таму името на Вице Заев, братот на Зоран Заев. Во моментот кога вие вадите афера за Вице Заев, односно брифинг имате за Вице Заев, а гледам сега Христијан Мицкоски се дистанцира, па не бил Вице Заев, па тоа било иронија, па тоа било сарказам, па не бил добро сватено, не е битно. Има брифинг, медиумите известуваат дека на тој брифинг е спомнато името на Вице Заев, рекет на однос на рек Битола вреден 250.000 евра. Но тоа е небитен дел на приказната. Кога вие ќе го извадите или ќе извадите афера поврзана со Вице Заев, тогаш никој не може да ве обвини дека вие соработувате со фамилијата Заеви. Тогаш никој не може да ве обвини дека вие соработувате со Зоран Заев. И тоа е алиби политика. Вие ги минирате протестите за спасување или за ослободување на уставобранителите, свесно ги минирате тие протести, намерно не носите луѓе како што донесовте пред еден месец. Има многу мал број на луѓе, има многу мала енергија на тие протести, но 3 дена пред тие протести вие вадите афера за Вице Заев. И кој во такви услови вас ќе во обвини дека вие се имате испазарено со Заеви, дека Заеви инвестираат во вас? Никој, бидејќи вие ги напаѓате Заеви. И тоа е суштината на целата политичка диалектика во Република Македонија, на целата политичка перверзија. Овој човек, кој сега начело на македонската опозиција, е договорен со кланот на Заеви. Ако сега било кој од вас, јас, снимателот, вие кој ме гледате, се обидете да направите конгрес, да го смените Христијан Мицкоски, ваш најголем противник, најголем непријател ќе биде Зоран Заев. Ако ние имаме авиони, или имаме тамо некои канта тропа хеликоптери, имаме одредена артилерија, тенкови, хаубици, самоходки, што ли све не имаме, во рамки на македонската армија, Зоран Заев е подготвен
целата воена опрема што му стои на располагање, да ја стави во функција и да ја сруши салата каде што ќе се одржа тој конгрес за смена на Христијан Мицкоски. Што треба да разберете, почитувани гледачи? Да направите разлика помеѓу политички противник и политички сојузник. Христијан Мицкоски не е политички сојузник на Зоран Заев, туку е одбран политички противник. Зоран Заев одбра дека Христијан Мицкоски ќе биде негов политички противник на локалните избори. То не значи политички сојузник, то значи дека во тој спектар на односи кој да биде лидер на ВМРО-ДПМН, дали Никола Тодоров имаше многу мали шанси, дали некој од Меријат коалицијата кој исто така има мали шанси, дали Емил Димитриев, дали Никола Поповски. Одбира Зоран Заев, негов противник на локалните избори кои му се многу битни, негов противник да биде Христијан Мицкоски. И Зоран Заев ќе направи се Христијан Мицкоски да биде негов противник на локалните избори. Дали таа проценка ќе биде добра или ќе биде лоша, ќе видиме на локалните избори, меѓутоа тоа е изборот на Зоран Заев. Во такви услови, гледате што прави Христијан Мицкоски. Намерно ги саботира протестите за слобода на уставобранителите, ги пушта низ вода. Дел од луѓето кои се на тие протести пишува дека неговото обезбедување кој броело 20 луѓе имале инциденти со нив и така натаму, но нема да навлагаме во тие теми. Но за да скрие дека намерно ги саботира тие протести, вади афера на брифинг со новинарите за Вице Заев. И тука можете да видите целата таа политичка перверзија која се случува во Република Македонија. Овие кохабитират, овие се како петок и сабота се надополнуваат бидејќи си требат едни на други. Еден англиски пациент и втор англиски пациент. А ако се појави некој трет, нема да има место ни за едниот, ни за другиот. Бидејќи треба да опстојат или сака да опстојат на политичката сцена, сега се политички противници. Омилени политички противници. Еве да не ги дефинираме како политички сојузници. Тие се омилени политички противници и само заемно помагајќи се може да опстанат на политичката сцена во Република Македонија. Постојано и повторам една работа, почитувани гледачи, и тоа го повторам од првото паѓање на Бојко Борисов тама некаде пред 7 или 8 години. Да се случи промена на власта. Промената на власта таков формат, како власта на Никола Груевски, власта на Бојко Борисов, власта на Слободан Милошевиќ, на Мило Џукановиќ, власта во Република Македонија, тогаш треба да се обезбеди промена на адресовите или премина од една на друга страна на политичкото, на криминалното поземје и на навијачките групи. Тој конфликт во политичкото и криминално поземје, а тоа е едно исто во Република Македонија, веќе тој што го контролира политичкото поземје, го контролира и криминалното поземје во Република Македонија, гледате каков конфликт се случува во тоа криминално и политичко поземје во Република Македонија. Паѓа се владата на Зоран Заев беше само на чекор да биде дестабилизирана, да биде бутната, да биде паднат од власт Зоран Заев, и реакцијата е апсење на Саша Мјалков и апсење на Јордан Орце Камчев. Таа пресметка во политичкото и криминално поземје не е само пресметка кој да биде власт, кој да биде опозиција, туку е битка за живот, битка за преживување, до тамо се дојдени работите. И третиот елемент се навијачките групи, или тоа што го вели Лазар Колишевски. Вие не може да смените власт во една држава со помош на честни сестри. Можат луѓе на 70 на 80 години да протестираат, тирански платформи, шарени револуции, може да фрлат со карамфили, може да фрлат со бои, но нема да ја сменат власта се додека во тие процеси не се вклучат навијачките групи. Така беше во Бугарија, така беше во Србија, така беше и во Република Македонија. 2015 година најголемите протести се протестите за Мартин Нешковски. Тоа требаше да биде финалето на таа операција Вистината за Македонија. Се пушта бомба за случајот Мартин Нешковски и има протести. На тие протести се делат пива, се делат бекатон плочки и се вклучени навијачките групи. Така Саша Богдановиќ Српче ја прави својата политичка кариера како еден од лидерите на навијачките групи, сега е градоначалник на општина Центар. Беше председател на општинскиот комитет на СДСМ во општина Центар. Нешто слично требаше се случи и на овие протести вчера и не се случи. Требаше да бидат склучени комитите. Пред 2 недели се сеќавате каква хистерија имаше на социјалните мрежи. Вардар е во втора лига. Првите 3 екипи во фудбал се албански екипи во Република Македонија. Тоа било апархит и така натаму и така натаму. И некој одлучува навијачките групи комити да не ги вклучи во протестите. И тука ќе биде во наредниот период клучно прашањето кој не дава зелено светло или кој ги саботира протестите, кои беа најавени како најмасовни протести кои требаше да ги ослободат уставобранителите
и за да бидат најмасовни. И кога го кажам најмасовни, почнете гледачи, тамо не е битна толку бројката колку што е битна енергијата, да има одредена енергија. Немаше навијачки групи. Некој спречи навијачките групи да бидат дел од протестите или навијачките групи да доминираат во тие протести. И тие протести всушност да бидат финалето на рушење на една влада. Дали тоа е договорот Мицковски-Заев, не знам, ќе покаже времето, но ако пред 2 недели беа организирани протестите за слободен устав обранителите, кога беше направен таков амбиент, кога навијачките групи беа констернирани, беа изнервирани, беа револтирани, беа спремни за акција, значи масовноста на тие протести и енергијата на тие протести пред 2 недели ќе беше убедливо поголема отколку што беше енергијата на вчерашните протести. И мислам дека тоа е политичката проценка. Некој не сакаше јавно да се врзува за тоа руско влијание во Република Македонија. Бидејќи протестите ќе добија руска етикета, бидејќи Сергеј Самсоненко не беше американски конзул во Република Македонија, беше почесен руски конзул во Република Македонија. Сергеј Самсоненко беше начело на фудбалскиот клуб Вардар. Парите на Иван Савидис преку навијачките групи, а тој од истиот град од кај што потекнува Сергеј Самсоненко, тој е еден од главните руски олигарси кои функционираат на територијата на Северна Грција, газда на фудбалскиот клуб ПАОК, има под своја контрола разни тутунски комбинати, со огромни пари располага Иван Савидис, беше многу близо со претходната грчка влада, не е толку близо со сегашната грчка влада, и некаде пред 2 или пред 3 години кога беа оние големи протести за името, презимето, идентитето и така натаму, се говореше дека тоа се пари на Иван Савидис кои се дадени на навијачките групи во Република Македонија да ги прават тие протести. Некој сега процени дека во една ваква ситуација, во еден ваков амбиент не е добро опозицијата или тие протести да добијат одредена руска етикета. Се испазарил со Заев или не се испазарил, тоа е небитно. Битна е проценката дека не сака да му биде ставена руска етикета на тие протести. И ако видите што се случува на социјалните мрежи, тамо има едно располучување, има одреден конфликт во рамки на опозицијското милје, каде што нападите се на линија кои се руси, кои не се руси. И ова завиша филм групација ги напаѓа групациите околу Инфомакс и целата таа структура и ги напаѓа групациите околу овие навијачки групи дека се проруски настроени. Дали тоа точно не е точно не е битно, но таа е линијата на разграничување во рамка на опозицијскиот блок во Република Македонија. Во таа проруска структура влегува и структурата на Димитар Апасиев. И секој што чита на Твитер што се случува, ќе дојде до истиот или до сличен заклучок. Всушност Сергеј Самсоненко е човекот на Јордан Орце Камчев. И Сергеј Самсоненко ќе направи се Јордан Орце Камчев да излезе од затвор. Тоа е таа групација. Сашо Мелков доаѓа и дава 11 милиони евра. Во прва фаза се прифаќаат 11 милиони евра, успева да излобира дали преку партијата ДУИ, дали со помош на својата комашинка Ана Камчева, небитно, и се прифаќа првичната понуда 11 милиони евра да му се овозможи да го следи понатамошно тек на судењето од домашен притвор. Да не биде во притвор во Шуторизари, туку да биде ставен во домашен притвор. И на втора инстанца се одбива тоа негово барање. Значи нуди 11 милиони евра и не му се дава зелено светло со помош на 11 милиони евра да биде вратен во домашен притвор. Што мислите, почитни гледачи? Кој пораз за македонската влада ќе беше ако Сашо Мјалков излезе во домашен притвор? Кој ќе ги убедеше македонските граѓани дека Сашо Мјалков не е договорен со Зоран Заев? И кој ќе можеше да му забрани на Јордан Орце Камчев ако Сашо Мјалков понуди 11 милиони евра и е ставен во домашен притвор, а бил вратен од бегство или бил болен со температура 40 степени, не знаел кај се наоѓа, па другиот ден се појавил во јавното обвинителство? Кој ќе може да му забрани на Јордан Орце Камчев и тој да не понуди 11 милиона и 200 како капар или како гаранција дека нема да бега од Република Македонија? И што ќе се случеше со легитимитетот на владата во услови на бугарско вето, во услови на бугарска хистерија? Гледате како пред протестите се јавија војводите и комитите блиски на Јордан Орце Камчев да каже дека Бугарија не смее да отстапи од својата црвена линија, и Андреј Ковачев, и Красимир Каракачанов. Тој е толку видливо, веќе не треба ни да ви објаснам. Беше тешко да ви објаснам пред 4 или 5 месеци. Тогаш имавте прашалници дали тоа што говораме точно. Времето потврди дека се тоа што сум му кажал е точно. Гледате како одеднаш, како на копче и Красимир Каракачанов и Андреј Ковачев, кога дојде малку да има шанса да се договорат Македонија и Бугарија, Мендаровски и Радев, да биде трнато бугарското вето, да порачат дека тоа нема да се случи, дека Бугарија има црвена линија и дека не смее да се помине таа црвена линија. И тоа се случува сега во Република Македонија. Навијачки групи, криминално и политичко подземје.
Во сегашната фаза, мислам дека тој договор на Зоран Заев и Христијан Мицкоски е многу посилен од било кој договор или одговор на криминалното и политичко милје контра владата на Зоран Заев. На Христијан Мицкоски во моментот му е клучно главните луѓе, главните играчи, тоа ви го зборев пред 2 месеци. Вратите ги анализите кои ви кажував пред 2 месеци. Дека на Христијан Мицкоски сега му е клучно луѓето кои го носат и кои го држале на власт начело на ВМРО ДПМН. Тој е Сашо Мелков, тој е Јордан Орце Камчев и тој Никола Груевски. Или да имаат политички азил во Унгарија и во секој момент да може да бидат вратени во Република Македонија, спакувани во гепек и истоварени на македонската граница или да бидат во притвор во Шуто Ризер. Христијан Мицкоски на тој начин полека се ослободува од влијањето на сите кои го донеле на власт начело на ВМРО ДПМН и кои го одржувале на власт начело на ВМРО ДПМН. Тоа е одстапката која Зоран Заев ма ја дава на Христијан Мицкоски за возраст. Христијан Мицкоски му помогна за пописот, му помага сега околу овие протести за уставобранителите, му помага во некои други процеси. Таа е таа струмичка врска, тоа е тој струмички концепт, тоа е таа струмичка линија. Едниот градоначалник на Струмица, вториот струмички зет, и тие функционираат како први луѓе на двете најмокни политички партии во Република Македонија. Сега за сега функционираат како Мирко и Славко. Тој сооднос 51-49, тој сооднос цело време ќе го држи Зоран Заев. Да победува 51-49, малку да победува, тој да остане на власт, а Мицкоски да не биде симнат од власт во ВМРО ДПМН. И тој сооднос 51-49 сушност е код, амалгам на политичките разврски во Република Македонија. Што е суштината? Суштината, почитувани гледачи, дека русите може да прават општествена, политичка, социјална и секаква друга хистерија, но русите немаат капацитет, а и немаат ни волја и желба да менуваат влади, да прават политички разврски во одредена држава. И тоа ќе се случува во Република Македонија. Русите ќе прават хистерија, ќе прават се да не покажат дека НАТО и ЕУ се неспособни институции, нефункционални институции, но нема да направат ништо да ја сменат власта во Република Македонија. Тоа не го направи ни во Црна Гора. Секаде каде што ќе се замешаат русите, се случат одредени политички карамболи, меѓутоа на крај русите не инсталираат своји власти, бидејќи ако русите инсталираат своји власти, ќе треба да им дават пари, ќе треба да им дават инвестиции, ќе треба да се грижат за нив, да ги негуваат џобе бенце, што би рекол Цацко Конопишки. Русите немаат таква стратегија. Русите имаат стратегија да направат хистерија, да покажат дека патот кон ЕУ и НАТО не е вистинскиот пат, да направат одреден смут во одредени држави, но не и да инсталираат своји влади. Многу повеќе Христијан Мицкоски треба да се плаши од француската врска. Таа е многу поопасна врска за него. Француската врска би го инсталирала Никола Поповски на власт во ВМРО ДПМН. Има одредена средба кај Бојко Борисов пред 1 или 2 години. Потесниот кабинет на Бојко Борисов, негови најблиски соработници, разговараат за политички разврски во Република Македонија. Тогаш Бојко Борисов прави одредена политичка анализа кај што вели: Зоран Заев ми е пријател, но Зоран Заев тамо не ја контролира состојбата во политичко и криминално милје. Од друга страна, Христијан Мицкоски нема капацитет да дојде на власт во Република Македонија. Тога за прв пат е спомната можноста Никола Поповски да дојде на чело на ВМРО ДПМН, а подоцна да биде иден македонски премиер. А Ради Точев е француската врска во кабинетот, во потесниот кабинет на Бојко Борисов. Ради Точев има заедно завршено студии со Емануел Макрон. Му бил советник на Емануел Макрон, која тој е министар во француската влада. Всушност, таа комбинација, таа кохезија помеѓу Франција и Бугарија ја прави Ради Точев. Француската врска може да направи промени на власта во Република Македонија, може да направи промени во ВМРО. Не руската врска. Ако француската врска го донеси Никола Поповски на власт во ВМРО ДПМН, ќе го донеси и на власт во Република Македонија, ќе го донеси на чело на македонска власт. Читате го интервјуто на Никола Поповски кој го дава за еден портал, тој некаде пред 2 недели. Никола Поповски ја оправдува целата француска стратегија. Меѓу редови читајте го тој интервју, ќе видите дека таму Никола Поповски всушност оправдува се она што го прави Франција и Емануел Макрон. Опасна е таа француска врска. Германската врска ќе биде се послаба по заменувањето на Ангела Меркел, меѓутоа француската врска во ваква Европа и на ваков Балкански полуостров, ваква конфигурација на играчите на Балкански полуостров ќе биде клучна. Затоа Зоран Заев и Христијан Мицкоски треба најмногу да се плашат од француската врска, да ми верувате, ќе го форсира Никола Поповски. И гледате што се случува од Црна Гора, почитувани гледачи.
ги промашија сите проценки русите. Се обидува да ја дестабилизират Црна Гора, да ја дестабилизират пред влегувањето на Црна Гора во НАТО, да инсталират проруско раководство или да им помогнат на србите да инсталират просрпско раководство кој ќе биде близко на Русија, и ги промашија сите проценки. И одеднаш од почетокот нова година Спутник, кој е главниот носач на авиони на руското влијание не само на Балканскиот полуостров, туку секаде во светот, Америка, американската политика, американското разузнавање го оценува Спутник и целата таа групација и целата таа логистика со која располага Спутник како главна логистика на реализација на операцијата со лажни вести да се прават одредени политички потреси секаде во светот. Спутник од почетокот нова година повторно почнува да го глорифицира и да го фали Мило Ѓукановиќ. Мило Ѓукановиќ повеќе не е криминалец за Спутник и за руската политика. Мило Ѓукановиќ е господин човек. Владеел како господин човек и ја предал власта на еден господски начин. Тоа го кажува главната уредничка на Спутник. Зарем вие, почитувани гледачи, мислите дека главната уредничка на Спутник во дебатна емисија во Република Србија може да каже личен став, а тоа да не е став на руската политика, која е олицетворена преку политиката на Спутник. За да вие биете главна уредничка на Спутник, вие треба да поменете на 10 филтри. Да поменете сите филтри можни на руското разузнавање и тогаш да ви дадат зелено светло да станете главна уредничка на Спутник. Таа главна уредничка на Спутник сега вели Мило Ѓукановиќ повеќе не е криминалец. Мило Ѓукановиќ е веќе господин човек. И русите се сеќаваат дека Кавачкиот клан кој тие го контролираат, бидејќи Кавачкиот клан е носи таа дрога од Јужна Америка на територијата на Европа за потребите на руската мафија, дека Мило Ѓукановиќ правел танге-франге операции со Олег Дерипаска, не сме правеле ние во Република Македонија. Тоа се главните руски тајкуни. И одеднаш кога русите ги изгубија или ги промашија сите проценки во Црна Гора, сега се влаќаат на Мило Ѓукановиќ. Имаме контраодговор. Тоа е одговорот на американската ДЕА, Агенцијата за борба против дрогата и трговија со наркотици. Пред 1 или 2 месеци ДЕА имаше акции во Република Македонија, уапсен е вториот човек на Кавачкиот клан Слободан Кашчелан, мора да го апси новата власт во Црна Гора, во бегство е Радоје Звицер и пред 3 или 4 дена има голема акција на растурање на Кавачкиот клан во Словенија. Повеќе од 60 припадници на Кавачкиот клан во Словенија се ставени во домашен притвор. Тоа е американска акција. И која целата ова криминална разврска која се случува на Балканот, ја ставиме во некаков контекст на одредени разврски во Република Македонија, имавме аферата со пасоши во Република Македонија. Не е докажано дека некој висок припадник на Кавачкиот клан има добиено пасоши од Македонското министерство за внатрешни работи. Имаше пишување на дел од српските портали дека може би Радоје Звицер, може би побегнал во Јужна Америка со хрватски или македонски пасош, но тоа не е докажано. Но ние имаме официјална потврда дека припадници на Шкалјарскиот клан, а Шкалјарскиот клан е конкурентски клан на Кавачкиот клан, значи лидерите на Шкалјарскиот клан имале македонски пасоши. Доаѓале, биле носени во Скопје и им биле давани македонски пасоши. Па дури еден припадник на Шкалјарскиот клан, минатиот мај, кога е обидот за атентат врз лидерот или водачот на Кавачкиот клан во Киев, Радоје Звицер, тоа го прави со посредство или со користење на македонски пасоши. И вие мислите, почитувани гледачи, дека овие припадници на Шкалјарскиот клан, овие шефови на бразилската мафија, на турската мафија, седат пекер, италијанската мафија, можат Зоран Заев и Оливер Спасовски да ги донесат од Сао Пауло, Рио де Жанеиро или Бразилија, со авиони да ги донесат во Скопје, да ги сместат во некои македонски хотели, да ги однесат во полициски станици, да им земат оттисок од прсти, да им направат лажен идентитет, да ги сликат за македонски пасоши, да дадат македонски пасоши со лажен идентитет. Зар вие мислите дека оваа власт е способна да реализира таква операција? Па ако тоа го мислите, тогаш имаме сосема различни мислења за способноста на оваа влада. Мислам дека оваа влада не може да однеси камион со цигли од Радовиш до Струмица, но еве, ако мислите дека тоа може да го направи македонската влада, ако македонската опозиција смета дека македонската влада е толку силна и мокна да организира белосветски мафијаши да донеси во Република Македонија да им издаде македонски пасоши, тогаш размислуваме сосема различно. Но што мислите, сите овие структури кои американската ДЕА, американското разузнавање, изминатите 30 години ги имат инфилтрирано во македонските безбедносни структури, дека тие веќе после една минута кога е евидентиран влез на овие белосветски криминалци на македонска територија, ја немат алармирано својата централа, дали на Кале, дали во Вашингтон, на било кое друго место во светот, дека тие ги немат алармирано американските разузнавачки структури, па зашто ги стават на такви позиции ЦИА, FBI, ДЕА,
и остатокот од американското разузнавање, ако тие не може да им испорачат една елементарна информација, дека шефот на бразилска мафија, дека шефот на турска мафија или шефот на италијанска мафија, шефовите на црногорската мафија дошле во Македонија и добиле лажни македонски пасоши. Или пак тие лажни македонски пасоши не од оваа влада, туку од сите влади македонски изменати од период, како и од сите балкански влади, им се дават во соработка со американското разузнавање. Точно се добива список од американското разузнавање на кои луѓе треба да им бидат дадени пасоши. Проблемот во Македонија што мали џокица, некој мали џокица сметал, дали е тоа министерот за внатрешни работи, премиерот, небитно, некој сметал или некој структура во рамки на Министерството за внатрешни работи сметале дека тие можат како мали џокица, ако требало да дадат 150 пасоши кои им рекле да го направат тоа американците, дадат уште 50 пасоши, да ги продадат по 20.000 евра и да заработат некои 10 милиони евра. И тоа е всушност мали џокица во македонски устав. Меѓутоа, кога ќе гледаме големата и широка слика, русите сега ќе се вртат кон Мило Џукановиќ, ќе се вртат кон Кавачкиот клан, американците ќе го демонтират Кавачкиот клан и ќе го демонтират руското влијание, дали криминално, дали политичко, дали преку лажни вести на балканскиот пол. Ние ќе видиме прва линија на огнот и тоа што сега се случува, тоа значи дека ние сме прва линија на огнот. Ки има одредени разврски и во власта и во опозицијата и тие разврски ќе бидат всушност условени од тој конфликт на американската политика, руската политика и кинеската политика, која е толчи-молчи политика. Политика која вие не ја гледате, а таа ви е присутна, со пари и со влијание на Балканскиот полуостров. Аферата со пасошите, политичките импликации и политичките разврски, што се сакало, што се направи, а што требало да биде направено на планот на политички разврски во Република Македонија со таа афера пасоши, ќе ги анализираме во некои од наредните емисии. Меѓутоа сега само една или две работи кои се многу битни за да може да разберете за што стана збор, почитувани гледачи. Агенцијата за национална безбедност или АНБ е формирана преку процес на преговори на ВМРО-ДПМН и СДСМ, односно СДСМ и ВМРО-ДПМН. Од страна на СДСМ преговарач е Оливер Спасовски, министерот за внатрешни работи и потпредседател на СДСМ. Преговарач од страна на ВМРО-ДПМН е Александар Николовски, вториот човек на ВМРО-ДПМН. Значи Оливер Спасовски и Александар Николовски се договарат како да биде формирана Агенцијата за национална безбедност. Подоцна тој предлог и тој договор во македонскиот парламент го бранат Фросина Ременска и го брани Емил Димитриев. Се надевам дека еден ден Фросина Ременска ќе одлучи да каже се што знае, таа жена знае многу. Мислам дека во еден ден, еден убав ден, Фросина Ременска ќе каже сите работи што знае, информации со кои располага и тогаш македонската јавност ќе дознае многу работи за кои не ни предпоставувале дека се случуваат во Република Македонија. Меѓутоа за ова наша приказна е клучно дека Александар Николовски, вториот човек на ВМРО-ДПМН и вториот човек на СДСМ Оливер Спасовски преговарале и се договориле како да биде формирана Агенцијата за национална безбедност. Тоа се тие тандеми. Александар Николовски и Оливер Спасовски одат заедно, како што одат Тимчо Муцунски и Лупчо Николовски. И конфликтот во СДСМ беше на две нивоа, на две линии. Зоран Заев и Радмила Шекеринска и Лупчо Николовски и Оливер Спасовски. Зоран Заев за да остане лидер на СДСМ мораше да елиминира Радмила Шекеринска и сега постои битка за втор човек во СДСМ, кој ќе биде може наследник на Зоран Заев. Оливер Спасовски е во конфликт со Лупчо Николовски. Тоа е таа политичка безбедносна рамка во која ќе се случуваат политичките разврски во Република Македонија. Да се вратиме на таа сајбер војна, протестите и политичките разврски во Република Македонија. Има еден град кој е клучен, тоа е градот Велес. Градот Велес е карактеристичен по три работи, битни за политичките разврски во Република Македонија. Тоа е Франкфурт мафија, тоа се патриотските групации и тоа се оние лажни вести, портали за ширење на лажни вести, кои 2016 година беа активно вклучени во процесот на доаѓање на Доналд Трамп на власт во Соединетите Американски држави и рушењето на Хилари Клинтон. Дури групацијата под контрола на Хилари Клинтон го посочи градот Велес како град од каде што беше центарот на ширење на лажни вести кој го донесо Доналд Трамп на власт во Америка 2016 година. Франкфуртската мафија или мафијата со потекло од Велес е клучната мафија во Република Македонија. Да, има некои грчец мафија, има разни други мафии, но тоа се делови или реслови или кланови на албанската мафија. Кога стана збор за македонската мафија, има Николци во Прилеп, има во Охрид, има Скопје, кочени, детонатори и така натаму, но главна е франкфуртската мафија.
Во процесот на рушење на франкфуртската мафија има луѓе кои однатре ја рушат француската мафија. Лазе Велковски оди во пензија, па може ќе пише мемуари и ќе објасни како е рушена франкфуртската мафија. Меѓутоа сите информации како е рушена француската мафија, како со помош на БНД е рушена француската мафија, како се апсене луѓето, како се превоени луѓето, си постојат информации во Агенцијата за разузнавање. Луѓе кои биле припадници на франкфуртската мафија си давале информации и си добивале на каса прими пари за тие информации кои ги има давано. Си биле соработници на Агенцијата за разузнавање. Тие информации постојат во депоата, постојат во архивите на Агенцијата за разузнавање. Припадници на ова завиша филм групација има достап до тие информации. Има достап до тие архиви. И со помош на тие информации на тие архиви, кога почнуваат да ги формираат патриотските здруженија во Република Македонија, прво што прават, им се обраќаат на тие луѓе. Така почнува да се формираат патриотските здруженија во Република Македонија. Дел на тие патриотски здруженија во Република Македонија, вие ќе ги видите во настаните на 27 април. Тие се дел на уставобранителите. Тие се луѓе кои влегоа внатре со фантомки. Тие се луѓе кои се судени 13, 14, 15, 16 години. И третата структура во рамки на Велес е структура под контрола на Илче Халкидики. Еден цел спектар на портали преку кои шират лажни вести. Но тоа не завршува 2016 година. И сега таа структура, еден поголем дел од тие луѓе се вработени во Министерството за внатрешни работи. Олег Спасовски нема никаква контрола врз тие процеси, почитувани гледачи. Еден голем дел е вработен во Министерството за внатрешни работи и тие луѓе може да ја прават разни штети на социјалните мрежи. Имате две структури. Структурата на метаморфози, што е американската линија, кои брутално по сила на ингеренци може да ја прават проблеми на социјалните мрежи, и оваа структура под контрола на Илче Халкидики на Завиша филм групацијата, кои се инфилтрирани во Министерството за внатрешни работи. Олег Спасовски не прави ништо, не ни знае како да направи, да ги елиминира од структурите на Министерството за внатрешни работи, може да ја прават разни штети на социјалните мрежи, со разни ботови, со разни софтвер системи и така натаму, да ја прават најразлични проблеми. Тие структури сега владаат де факто со просторот, интернет просторот во Република Македонија. Имаме три структури: Франкфурт мафија, патриотските здруженија и овие лажни вести под контрола на Завишев и Илче Халкидики, кај што центарот, каде што седиштето има Велес. И Велес е клучен град на политичките разврски во Република Македонија. И кога ќе почнете да правите одредени политички анализи со обранители, Доналд Трамп, што се случува во Македонија, треба градот Велес да го означите со црвена точка. Тој е клучниот град. Прилепи така и така, Велес е клучниот град. Има одредени разузнавачки информации кога треба да се влезе во одредени касарни во Велес во Прилеп да се земе оружје, дека тоа е увертирата и подоцна се прогласи војна состава во Република Македонија. Никој тоа не го потврдил, се надам дека ќе имам соговорник од претходната власт, соговорник од сегашната власт кој ќе може да ги разгледаме, да ги анализираме сите тие информации кои во моментот се на ниво на шпекулации. Меѓутоа Велес беше клучен град. Така почна формирање на патриотски здруженја. Патриотските здруженја се формираат од луѓе кои биле делови припадници на Франкфурт мафијата, ја пуштат низ вода Франкфурт мафијата со помош на БНД структурата, тие луѓе се испорачени назад во Република Македонија. Завиша филм има достап до архивите на Агенцијата за разузнавање, ги добивате информации врз база на тоа ги прави тие патриотски здруженја. Делови на тие непатриотски здруженја или на тие структури, портали, лажни вести и така натаму се во Велес, исто така под контрола или Илче Халкидики или Нов Завишев групацијата. И Велес е всушно клучниот град за политичките разврски во Република Македонија. Кој тоа не го разбира, не разбира политика во Република Македонија. И сега имаме две битни политички разврски. Едната разврска ќе биде во судството, во обвинителството. Тоа ќе го анализираме во некоја друга емисија. Вилма Русковска, улогата на Вилма Русковска. Зоран Заев пред неколку дена дава она несрекна изјава дека не верува во аргументите на Вилма Русковска во однос на Драги Рашковски. Видите да немаме дилема, почитувани гледачи. Драги Рашковски дервесина невесиње. Таква штеточина, човек кој има направено таква штета врз рейтингот на оваа влада, па ни промената на името на еден таков мизерен начин не го намали рейтингот на оваа влада колку што тоа го направи Драги Рашковски. Но Зоран Заев излегува и дава повеќе политичко отколку што дава одредена правна или судска оценка дека Вилма Русковска, тој не верува на аргументите на Вилма Русковска кога стана збор за Драги Рашковски. Тоа значи дека Зоран Заев смета дека Вилма Русковска преку случајот со Драги Рашковски, а тоа е еден многу покрупен случај,
Всушност сака да ја сруши владата на Зоран Заев, но тоа ќе анализираме во друга емисија. За кого работи Вилма Русковска? Кој е дел или која е целата таа структура кај што припаѓа Вилма Русковска? Какви се односите на Вилма Русковска со сегашното раководство на Министерството за внатрешни работи? Кој е улогата на Министерството за внатрешни работи во процесот или во случајот со Драги Рашковски? Зошто Вилма Русковска не го отвора случајот со диво населје 2015 година, учеството на завише филм групацијата 2017 година во настаните на 27 април 2017 година? Значи тоа се прашања кои ќе анализираме некоја друга емисија, меѓутоа клучна е таа спојка. Завише филм групација Вилма Русковска, Оливер Спасовски и структурата на Министерството за внатрешни работи. Во емисија, на крајот на оваа емисија, на крајот на оваа политичка анализа, всушност царешата на целата торта ќе биде разврската што ќе се случи во Агенцијата за национална безбедност. Но пред да се влезе во процес на разврски во Агенцијата за национална безбедност, ќе треба да се реши што ќе се прави со Зоран Верушевски. Каде ќе оди Зоран Верушевски? Што ќе биде иднината на Зоран Верушевски? Видите, Зоран Верушевски се смета за човек и херој на промената на власта 2017 година. Може би е така, може би не е така. Јас немам добро мислење за тој човек. Немам добро мислење за било кој припадник на тајните служби кои јавно ги објавуваат снимените телефонски разговори. Јавно објавуваат што работат тајните служби. Затоа се нарекува тајни служби, за да работат тајно. Никаде во светот тајните служби јавно не ги промовираат тие работи. Два пати тоа го прави Зоран Верушевски. И со аферата Големото уво, и сега со аферата Вистината за Македонија. И сега треба да се одлучи што ќе се прави и со Зоран Верушевски. Кога Зоран Верушевски станува терет за Бранко Црвенковски го праќа Зоран Верушевски во Рим во Италија. Не го праќа на функција амбасадор, го праќа на функција аташе. Меѓутоа сега Зоран Верушевски, за да ја напушти Република Македонија, ќе треба да му биде понудено нешто многу повеќе од аташе во македонската амбасада во Рим. Не може да биде пратен во Америка, не може да биде пратен во Русија, не може да биде пратен во Велика Британија. Може би таму ќе оди агентот Силвер, не знам, ќе видиме. Но треба да му биде понудена некоја држава која ќе има некоја логика, која ќе има приказна која него може тоа да му го прикажи како награда, како врв на неговата кариера, а не како пат и уназадување во неговата политичка кариера. Единствена држава која може така да биде третирана и која може да ги задоволи апетитите на Зоран Верушевски, сега јас логицирам, немам информации, но правам политичка анализа, е Израел. Да биде затворен кругот, почитувани гледачи. Од тамо доаѓа опремата за прислушкување и тамо се враќа како амбасадор човекот која користи таа опрема за прислушкување или ги добива резултатите на таа опрема за прислушкување и тие резултати се всушно вградени во таа афера и во тој проект Вистината за Македонија. Значи, пред да се влезе во разврски во Агенцијата за национална безбедност, ќе треба да се донеси политичка одлука што ќе се прави со Зоран Верушевски. Зоран Заев се дистанцираше од шарената револуција. Сега припадници на шарената револуција, посебно кога стана збор за законот за дивоградбите, се најголема критична маса против Зоран Заев. Зоран Заев се дистанцираше од Арад Милашегаринска, клучниот човек во неговото носење на власт на чело на СДСМ, и Зоран Заев, како што сега стојат работите, ќе треба да расчисти или да се ослободи од влијанието на Зоран Верушевски. Мене ми се чини, не мора тоа да биде така, дека Зоран Верушевски е печен, дека тоа е најлогична политичка разврска да биде испратен за амбасадор во државата Израел. И тоа се двете разврски кои се случат во безбедносните структури во Република Македонија. Првата е заминување на Зоран Верушевски, амбасадор во Израел. Има приказна таму, почитувани гледачи, МОСАД, уреди за прислушкување и така натаму, најголемата разузнавачка структура. И навистина тоа ќе биде чест Зоран Верушевски да биде амбасадор во државата Израел. И втората структура е можните разврски во Агенцијата за национална безбедност. Како што сега стојат работите, се подготвува смена на Виктор Димовски. Не значи дека ќе се случи, но се подготвува смена на Виктор Димовски. Виктор Димовски беше човек од голема доврба на Љубомир Фрчковски. Љубомир Фрчковски го повлекува после аферата ТАТ од битолската полиција во Министерството за надворешни работи. Човекот најголема доврба на Бранко Црвенковски, човек имаше исклучително добри односи со Радмила Шекеринска. Беше амбасадор на Македонија во Белград, односно во Република Србија, и од таа функција по оставката на Кира Наумов, Бранко Црвенковски го именува за прв човек на Агенцијата за разузнавање. Сега е прв човек на Агенцијата за национална безбедност. И неколку мокни групации сега се борат да добијат свој човек на чело на Агенцијата за разузнавање. Една од таа групација, групацијата на Живко Мукетов. И секој што сум ви говорил, и кога сум правил анализи,
кои се луѓето на кои игра Бранко Црвенковски, успешно или неуспешно, во процесот на елиминирање на Зоран Заев, имало две такви структури или две личности. Едната личност е Стево Пендаровски и втората е Живко Мукетов. Стево Пендаровски стана председател на Република Македонија, мораше да биде номиниран на таа позиција, бидејќи ако не беше номиниран, Бранко Црвенковски со помош на Стево Пендаровски ќе направеше обид за пуч во структурите на СДСМ. Тој беше се уште ранлив Зоран Заев. Беше оној процес, прво беше 2014 година, после промената на името 2019 година, и ако Зоран Заев не застанеше за Стево Пендаровски со помош на луѓето на Бранко Црвенковски, самиот ќе се номинираше и ќе влезеше во претседателска трка 2019 година. И вториот човек е Живко Мукетов. Со посредство на Наташа Савова, Бранко Црвенковски секогаш играл на картата на Живко Мукетов. Му нудел да биде кандидат за градоначалник на Скопје, му нудел да биде кандидат за премиер од редовите на СДСМ и наводно Живко Мукетов тоа секогаш го одбива. Тоа е старо пријателство. Старо пријателство уште времето на таткото на Живко Мукетов, Трајко Мукетов, еден од најголемите олигарси, најголемите тајкуни во Република Македонија. Трајко Мукетов од 94 до 98 година е член на Централниот одбор на СДСМ, кога прв човек на СДСМ е Бранко Црвенковски. Велам, тоа е старо пријателство. Живко Мукетов е масон или е член на Македонската масонска ложа, е конзул на Данска во Република Македонија, беше Трајчо Мукетов и неговиот син Живко Мукетов го наследи тоа конзулско место и располага со одлична логистика. Е во блиски, исклучително блиски, добри пријателски односи со поранешниот амбасадор на Соединетите американски држави во Република Македонија или човекот кој учествува во процесот на рушење на Никола Груевски, тоа е Филип Рикер. Таму има и некои бизнис релации. Тоа се релации поврзани со Pfizer. Не може Виаграта на Pfizer да биде правена без одредени елементи, состојки кои потекнат од Република Македонија, тоа е некоја сосема друга приказна. Таа групација на Живко Мукетов ќе направи се да стави свој човек на чело на Агенцијата за национална безбедност. И кога правиме одредена политичка анализа на МОК, на групацијата на Живко Мукетов, треба да посочиме уште две работи, почитувани гледачи. Како прво, гледате дека сите македонски олигарси, сите македонски тајкуни имале врска со македонскиот ракомет. Дали тоа бил Михајло Ватростална, Трифун Костовски, Сергеј Самсоненко, Минчо Орданов, Живко Мукетов, сите се случајно или не случајно поврзани со македонскиот ракомет. Тоа е една работа. И втората работа, Трајко Мукетов, тој е еден од најинтелигентните луѓе, еден од најголемите тајкуни олигарси кои ги има дадено Република Македонија, е дете на Тошо Шкартов. Тошо Шкартов е патриархот и идеологот на формирање на македонското разузнавање. Го сметат за еден од најинтелигентните луѓе на македонското разузнавање. Негов ученик, негов асистент е Зоран Верушевски. Јасно ви станува веќе, почитувани гледачи, претпоставам. Трајко Мукетов, преку Васил Мукетов, кој е најдобриот пријател на Тошо Шкартов, кој не прави голема кариера, нема големи амбиции, меѓутоа е одличен пријател на Тошо Шкартов, останува во Стопанската комора, мислам дека доживотно таму во редот е Стопанскиот весник или некој друг весник кој го издава Стопанската комора, со помош на Васил Мукетов и Тошо Шкартов. Трајко Мукетов 1985 година доаѓа на чело на Алколит, подоцна го приватизира Алколит и сега на чело на таа куќа е Живко Мукетов. Одличен директор, одлична компанија, најдобра во Република Македонија. Не може човек пола збор да каже против таа компанија, бидејќи тоа е најмокната компанија, најдобрата компанија, дава редовни плати, се грижи за луѓето, така натаму и така натаму. Но во нашата приказна интересно како Живко Мукетов и кого Живко Мукетов планира, односно луѓето на Живко Мукетов планират да донесат на чело на Агенцијата за национална безбедност. Таа групација на Живко Мукетов се состои од два клана, од две структури. Едната структура, едниот клан има линк кон ВМРО-ДПМН, вториот клан, втората структура има линк кон СДСМ. Линкот кон ВМРО-ДПМН го прави Душко Марковски, директор на маркетинг или некоја слична функција обава во структурите на Алколоид, кој е најдобар пријател со Христијан Мицкоски, братот на Душко Марковски, беше македонски амбасадор во Германија. Човек од најголема доверба на Мартин Протогер. Тоа е таа групација на Мартин Протогер, која заедно со групацијата на Сашо Мјалков го инсталират Христијан Мицкоски на чело на ВМРО-ДПМН. И втората група, вториот клан, кој има линк со СДСМ, е Никола Колевски Колјо, директор на правна служба во рамки на структурите на Алколоид. Никола Колевски Колјо беше председател на надзорниот одбор на СДСМ во мандатот на Бранко Црвенковски. Негов политички протеже
е Наташа Савова. Сопругата на Никола Колевски Кольо беше шеф на кабинет на Наташа Савова, која Наташа Савова е главна за медиумите и на Центарот за комуникација во СДСМ. И таа групација сега сака да го инсталира кумот на Никола Колевски Кольо, Љупчо Мреновски Мрена, на чело на Агенцијата за национална безбедност. Еве го тој Dream Team, почитувани гледачи. Јас ќе ви објаснам кој е кој на сликата. Овие се фотографии кои се објавени на Facebook. Никој не ми ги дава овие фотографии, лесно може да ги најдете на Facebook, само треба малце да посурфате, да побарате, да имате одредени презнаења и вие лесно ќе може да ги склопите сите овие коцки како функционира тој систем во Република Македонија. Еве го Никола Колевски Кольо. Еве го Душко Марковски. Првиот е линк кон СДСМ, вториот е линк кон ВМРО ДПМН, Живко Мукетов, масонот или припадник на масонската ложа и прв човек на Скопски алколит, и Љупчо Мреновски Мрена. Тој Dream Team сака да го донесе Љупчо Мреновски Мрена на чело на Агенцијата за национална безбедност. Ако Љупчо Мреновски Мрена дојде да биде прв човек на Агенцијата за национална безбедност, тоа значи дека линијата на Наташа Савова преку Никола Колевски Кольо ќе има свој човек, прв човек на Агенцијата за национална безбедност. Врз база на што е побаран притвор на Јордан Орце Камчев, врз база на проценка на Агенцијата за национална безбедност дека планира бегство или дека прави некои слични активности. И сега замислите, Наташа Савова со помош на оваа групација да има под контрола или да има свој човек на чело на Агенцијата за национална безбедност. Јас ќе ви покажам уште две фотографии кои се многу индикативни. На едната фотографија го гледате повторно од Facebook земени. Никола Колевски Кольо, Љупчо Мреновски Мрена и Алексов од Мост. Тоа е асоциацијата која се грижи за регуларноста и легитимитетот на сите избори во Република Македонија. И има уште една трета фотографија која е исклучително интересна. Мислам дека 2019 година е снимена на еден ракометен надпревар. Тука го гледате Марко Зврлевски, јавниот обвинител во време на режимот, Никола Колевски Кольо и Љупчо Мреновски Мрена. Што прават луѓето кои во времето на СДСМ сакаат да станат на чело на Агенцијата за национална безбедност или да инсталираат своји луѓе на чело на безбедносните структури во Република Македонија со Марко Зврлевски, кој во времето на режимот беше јавен обвинител во Република Македонија. Така функционира таа групација, почитувани гледачи. Имат припадници во масонските ложи, одлични релации со американската администрација, се инфилтрирани и лево во СДСМ и десно во ВМРО ДПМН, имаат своји луѓе, ги финансираат тие структури, имаат блиски релации со тие структури и можат на клучни позиции да носат своји луѓе. Нивните луѓе кои ги донесат на клучни позиции треба да им возможат, да им се штити капиталот, да им се штити влијанието и да може да функционират без никаков проблем во Република Македонија. Додека вие земате бугарски пасоши и оите работите срмчете по странство, тие луѓе и на таков начин владеат со Република Македонија. Мислам дека е доста за вечер. Кажавме толку информации, кажавме толку ексклузивни информации, информации од кои боли глава, информации поради кои човек се става и глава во торба, знаете, почитувани гледачи, меѓутоа ви имате право да знаете вистината. А јас секогаш доека можам ќе се обидам да ви презентирам таа вистина. Обеше емисијата во Центар, остана многу работа, ќе кажеме во некои од следните емисии, бидејќи секогаш треба да остане нешто, знаете како велат, секогаш треба ручекот да го прекинете тогаш кога е најсладко, тогаш или така нема да се здебелите, така и ние, секогаш треба да ја прекинеме анализата тогаш кога е најсладко, да оставиме нешто за некоја следна емисија, за некоја следна анализа. Ако ви се допадна оваа анализа, ако ви се допадна оваа емисија, ви најавам ново дружење, четврток од 22 часот до четврток од 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.